Добро почитувани, заевизмот продолжува, тоа вчера се докажа. Димитар Ковачевски е само пиун, продолжена рака на Зоран Заев, кој што сега ќе го спроведува заевизмот. Ковачевски ги повторува истите бледи тези како Зоран Заев под плаштот дека ќе ги спроведува истите политики. Истите ветувања на Зоран Заев, од кои што ниту едно не е исполнето, сега ги повторува Ковачевски. Тоа вчера и самиот го кажа. СДСМ не знае понатаму од лагите на Зоран Заев. Заев прво го промовираше за свој наследник Ковачевски, а потоа му организираше избор со однапред познат резултат. Ковачевски е истата матрица, и исто како и Зоран Заев, и тој има низа сомнежи за себе. Зошто Ковачевски и СДСМ се обидуваат за истиот, за Ковачевски, да продаваат лажна биографија и да фризираат факти. Димитар Ковачевски мора да одговори дали курсот на Харвард го представува како факултетска диплома. Да биде појасно, се работи за платен курс, скап неколку десетици илјади евра, со кој што може да се стекне секој граѓанин со завршен факултет во земјава, само доколку има доволно пари за да може да го плати и да го посетува. Ковачевски исто така треба да одговори како тоа докторирал, како што наведува во Црна Гора во 2008 година. Докторските студии се пропратени со низа истражување и друг вид на присуство во земјата, каде што се докторира, а Ковачевски во наведениот период од 2005 до 2008 година е на раководна позиција во Македонски Телеком. И од тука се поставува прашањето дали тој воопшто одел на работа или пак дали воопшто посетувал докторски студии во Црна Гора. Да подсетам, во исто време на докторирање, како што пишува Ковачевски, македонски амбасадор во Црна Гора е неговиот татко, поставен од СДСМ. Почитувани, не станува збор за никакви нови лица во СДСМ, ниту пак за нови политики, тоа се истите стари кадри на СДСМ, деца на транзициите, во транзицијата, во чијаста кариера се провлекуваат многу дамки, за кои што треба и мора да одговорат. А сега треба да продолжат со спроведување на заевизмот. Почитувани, нема ништо полошо за Македонија од СДСМ. Ви благодарам на вниманието.